Колку пати споменавме уште од стартот на денешното издание на Македонија наутре дека доењето е едно од најубавите искуства на мајките во контекст на создавање на цврста врска со детето, но и здрави генерации. Но колку мајките се едуцирани за бенефитот од доењето, каква е улогата и на советниците за доење, но и на педиатрите. Ова е тема на која што разговараме наредниве минути со за сега првиот и единствен меѓународен советник за доење во Македонија, Јасна Апостолски Николов. Јасна, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Светската недела на доењето е глобален настан, го одбележуваме и ние секоја година, се одржува со цел да едуцира што поголем број на мајки за важноста на доењето. Во светски рамки доењето не е ништо ново, но како котираме ние во однос на целата оваа приказна? Како котираме во однос на едукација и или како котираме во однос на процент за свесноста на стапката за доење. Вака сега во однос на процент можам да кажам дека сме на некое завидно ниво, бидејќи процентот на ексклузивно доени деца, особено во првите 6 месеци, ни е доста нисок. Иако според мојата работа, јас она што гледам, мислам дека многу мајки дојат и дека тој процент ни е доста голем, меѓутоа кога ќе го погледнеме оној глобален скоркард, гледаме дека сме на доста ниско ниво. А во однос на едукацијата, исто треба да се посвети многу повеќе внимание, бидејќи низ мојава работа, особено последниве 6 години како консултант за доење, иако работам и како медицинска сестра во ординација по педиатрија, можам да споредам дека навистина можеби поддршката, едукациите и се она што се работи во последниве 5-6 години кај нас, делува да малце се зголеми тој процент на доени деца до 6, особено во првите 6 месеци кога станува збор за ексклузивно доење. Така што мислам дека треба да се посвети доста големо внимание на тој дел, бидејќи мајките навистина не се едуцирани, не во однос на тоа што значи доењето и исхраната со мајчино млеко кај бебето, туку во однос на тоа како се развива целиот тој процес и колку они треба да бидат трпеливи за да постигнеме ексклузивно доење. Колку овој период од животот на мајката и бебето е важен на долг рок во контекст на растот и развојот на детето понатаму? Секако дека е важен и тоа многу важен, затоа што самото доење, односно исхраната со мајчино млеко има придобивки и по развојот на бебето и по здравјето на мајката. Значи, знаеме дека доените деца се деца кои што имаат помал ризик да заболат од шеќерна болест, хронични заболувања на очите, долно-респираторни инфекти. Значи, тоа се некои статистики кои што се вадени на глобално ниво, кај бебиња кои што биле ексклузивно доени до 6 месеци и ние не можеме никогаш да кажеме нешто против тие статистики кои што нели се практикуваат секаде во светот и кои што се земаат во предвид кога станува збор за важноста на исхраната со мајчино млеко кај бебињата. Велите на глобално ниво котираме добро во однос на процент на мајки кои дојат. Не добро, лошо. Лошо? Лошо. Не го разбрав тогаш. Лошо. Тогаш ајде да направиме споредба. Која е земјата која што има најдобар процент? Најдобар процент имаат оние афричките земји, каде што има маркетинг на суплементи на мајчино млеко, меѓутоа сепак нема доволен проток на информација? Не, него стандардот на живот е многу понизок кај нив и едноставно извор за исхрана на бебето е мајчиното млеко. Колку во Македонија во тој контекст здравствените институции посветуваат внимание на оваа тема, бидејќи многу често новите мајки ќе кажат дека во болниците каде што се породуваат, па дури и подоцна од патронажните сестри, кои што и ги исто така ги немаме во доволен број, не може да добијат доволно информации, ниту пак да се мотивираат да влезат во процесот на доење. Јас тоа многу често го слушам работејќи со мајкиве и на часовите за психофизичка подготовка на трудници, каде што пренесуваат искуства од своите блиски кои што претходно имале породување и на консултациите за доење. Од моје лично искуство ќе кажам, бидејќи јас сум медицинска сестра и имам завршено средно медицински факултет за медицински сестри, дека оној дел кој што ние го учиме за доењето е многу оскуден во споредба со тоа колку треба да бидат едуцирани кога го работат тоа во тие сектори, дејности, оддели во здравствените институции. Од друга страна, тоа е проблем на кој што треба да се посвети државата општо, не само во едно родилиште, туку во сите родилишта, во сите патронажни служби, да малку се
се едуцираат тие здравствени работници повеќе на полето доење и развој на лактација. А од друга страна се соочуваме со недостиг на здравствен кадар. Јас секогаш им велам, немојте да ги обвинувате бидејќи има многу малку сестри кои што обслужуваат многу доилки, многу родилки во тој момент, нели, во едно родилиште. Меѓутоа мислам дека ако малце повеќе се види на тоа како проблем, кој што понатаму ќе ни донесе многу придобивки и се посвети внимание, дека можеби ќе ја зголемиме и стапката на доење во нашата земја. Каква е улогата на педиатрите? Веднаш што по враќањето дома, мајката и бебето треба за неколку дена да поидат и на прв преглед на педиатар. Каква е улогата на педиатарот во целата оваа приказна и мотивирањето на мајката? Улогата е многу голема. Значи, педиатарот како матичен лекар треба да го поддржува доењето. Јас имам, нели, искуство со мојата докторка, доктор Драгана Емил Марковска, каде што го почитува моето знаење и дава простор да ја испочитуваме желбата на мајката дека сака да дои. Нормално не по цена да тоа се одрази на растот и развојот на бебето, меѓутоа кога гледаме дека има потенцијал и можност и мајката се вложува во целиот тој процес и е поддржана од партнерот и блиските членови на семејството, тогаш ние сме тие кои што само ја водиме и сме и поддршка како од, нели, оној едукативен дел, така и од психолошкиот момент, за да може да дојдеме до еден момент кога сите се радуваме кога бебето ќе го ставиме на вагата. Вчера се сретнавме и со доктор Драгана, па го споделуваме во продолжение и нејзиното искуство. Неделата на доењето ја нагласува улогата на мајчиното млеко во здравиот раст и развој на новороденчињата и подсетува на важноста за заедничка поддршка, разбирање и правилна грижа кај најмалите, но и поголема едукација кај мајките. Оваа недела е една од најважните недели во светот, во лактацискиот свет, така да го кажеме, затоа што тоа е еден процесот на доење, еден сериозен процес кој што ние го имаме, меѓутоа без поддршка која што би требало да ја имаат мајките, ништо од тоа не би можело да биде така возможно, но процесот на доење е за да биде успешен процесот на доење, ние веројатно треба се повеќе и повеќе да работиме на тоа да мајките додека се бремени жени, трудниците да ги едуцираме и кога ќе дојде бебето горе доле да знаат што и како прават. Јас се уште, за жал, имам впечаток дека тоа не е така и дека кај нас трудниците се трудат се повеќе и повеќе се трудат, меѓутоа не е максимално подготовката, не е ставен акцентот на подготовка на трудниците за процесот на доење. И еден ден поминат на интернет за да прочитаме за процесот на доење е повеќе од ич. Меѓутоа тоа е веќе треба во смисол прво мајката треба да знае како треба да го постави. Она не може да знае како да го постави бебето додека не си го земе во раце. Меѓутоа ако има видено видеа, сега се повеќе и повеќе имаме програми со физичко присуство на трудниците за да се психофизичка подготовка да направат за процесот на доење. Сето тоа би ни потпомогнало како мајката да си дојде дома. Знаете, секој кога ќе си дојде дома е многу исплашен и не знае што треба да прави и си вика ку знае со ова мало човече ние што дома треба да правиме. Меѓутоа кога ќе знае отприлика и кога ќе има некаков си став и мислење, нема толку многу надворешното влијание. Ние сме нација каде што многу сите сакаат се да кажуваат, јас барем имам таков впечаток. Бабите ќе кажат како било пред овој, оној ќе каже, па комшиката ќе и на мајката и се прави еден тотален хаос кој што ние не можеме да го справиме. Ако си посетувала часови за психофизичка подготовка, она има многу самодоверба во себе и си вика чекајте, знам јас се научив што треба да му правам на бебето. Во тој смисол. Сега тука кога ќе дојде бебето треба да има тоа е во самото родилиште треба на мајката да ја кажат како треба да го постави бебето, да ја прашаат, да се посветат малку на процесот на доење. После тоа треба самиот педијатар исто така треба и самите педијатри да обрнат големо внимание во однос на процесот на доење. Точно ние имаме прирасти кои што треба да ги следиме и така натака, но треба да не заборавиме дека станува збор за првата или втората недела после раѓањето на бебето. Тоа се многу важни 2 недели кои што треба и да ја дадеме шанса на мајката за да можеме да знаеме што и како да прави. Ако ние не ја дадеме шанса на мајката, нема она да може да си го оствари вистинското право на доење.
Сега јас ова можам вака лесно да го зборувам затоа што ми е лесно. Јас работам со лактацијски консултант во мојата ординација и тоа е се многу лесно. Меѓутоа, сепак треба да им дадеме шанса на мајките кои што сакаат да дојат. Има мајки кои што сакаат да дојат, има мајки кои што и едното и другото се мајки, и едните и другите имаат легитимно право врз своите деца, се е тоа исто. Меѓутоа, на тие мајки кои што сакаат да дојат, ние треба да им помогнеме. Не е тоа лесно. Не е како на филмовите дојде бебето си го ја фати градото. Да, 20% е така. Меѓутоа останатите не се така. Мајките се соочуваат со многу прашања на самиот почеток на доењето. Педијатарката Драгана Емел Марковска ги споделува најчестите дилеми и совети што можат да им помогнат полесно да го започнат овој важен процес. Првото прашање е дали е доволно и дали тоа што го прават во првите 10 дена е сосема доволно за мајките. Кога ќе ја видиме вагата и кога ќе се измери бебето, и ако е прирастот соодветен за таа возраст, тогаш веќе прашањата се зголемуваат и друга е лепизата, меѓутоа најпрвите прашања кои што ги имаме е дека треба да како треба да се храни, што треба да прави, кога треба да му даде на бебето да цица, како да препознае дали е нејзиното бебе гладно или не е гладно, дали се она што го прави во првите денови е доволно. Најчесто првиот преглед кај педијатар во родилиште вика да биде после 2 до 3 дена, ние им викаме на мајките па може да биде и до 7-миот ден, за да малку дома се адаптираат и сето тоа го видат. Навремената информираност и охрабрувањето од стручни лица се клучни за успешно доање. Со споделување искуства и совети се гради заедница што ја вреднува грижата и го поставува темелот за здрав почеток на животот. Во еден сегмент од изјавата, доктор Драгана спомена колку е важна психофизичката подготовка на мајките за да влезат во процесот на доењето. Тука ме интересира што значи точно психофизичка подготовка и не само на мајките, туку и на татковците, како цело семејство кој што апсолутно треба да биде заедно во целиот овој процес. Часовите за психофизичка подготовка на трудници се одржуваат секаде во светот, дури и се составен дел од родилиштата. Во некои земји се и задолжителни да се поминат. Многу често знаеме да гледаме по социјалните медиуми како има подготовка за раѓање, план за породување, план за доење и се понатаму, меѓутоа тоа е дел каде што они имаат постпартум дули за раѓање дома, можности за повеќе услови за породување. И затоа е многу важна таа подготовка бидејќи ги подготвува што ќе се случува понатаму и едноставно ги запознава со непознатото. Значи се смета дека доколку се надмине тој страв од непознатото ќе се потисне и оној условен рефлекс каде што породувањето се поврзува со болка. Часовите за психофизичка подготовка за трудници јас ги одржувам веќе 12 години, каде што покрај делот за раѓање имаме 2 часа и за доење. Многу ми е драго што интересот од година во година е се поголем. Дури и од другите градови веќе се вклучуваат онлайн да слушаат. Знаеме дека секоја информираност не води еден чекор понапред и е многу добро да секој еден кој што има можност и има прилика е добро да посетува часови за психофизичка подготовка. Се осеќаат, како што кажа и доктор Драгана, со многу повеќе самодоверба. Јас кога ќе прашам трудниците после породувањето дали ви помогнаа часовите, вика помагаат премногу, дури вика сме среќни затоа што ги разбираме тоа што не прашуваат во родилиште кога ги водат низ целиот процес на раѓање. Исто и во однос на доењето. Барем колку што можеме, ги запознаваме со оние основни работи кои што се важни за почеток на едно успешно доење. За да го надминати стресот, бидејќи верувам притисокот кој што се создава на мајката е една од најголемите причини зашто прерано се откажуваат од доењето. Точно, на неинформираноста и притисокот. Бидејќи нели откако отпосле ќе се сретнеме, они го кажуваат како го доживуваат тој притисок. Сите ќе ти се јават вика да ти честитаат за бебето и првото прашање е дали доиш и дали имаш млеко. Од друга страна ти се уште не знаеш што се случува или можеби ако е породена мајката со царски рез малку подоцна им ги носат бебињата и тука им ствара еден стрес, една анксиозност дали ќе успеат во целиот тој процес. Меѓутоа ако доволно се едуцирани претходно и ако знаат дека процесот на лактација е процес кој што се развива 4 до 6 недели, кај некои мајки и до 8-та недела, тогаш ќе бидат смирени и едноставно ќе изодат низ сите тие денови додека се во родилиште онака како што нели добиваат совети и насоки од таму, а дома е веќе полесно како што велат они, дома си е дома. Ги споминавме статистиките на глобално ниво. Каков е ставот на здравствените работници на глобално ниво во контекст на доењето? Јас можам да кажам дека се работи многу на поле доење надвор од нашава земја.
дури во соседниве балкански земји се посветува огромно внимание, меѓутоа се вклучени многу институции. Еден човек како поединка не може да постигне толку голем ефект за да може да се зголеми толку многу тој процент на доење во една држава. Значи, се работи на едукација на здравствени работници, едукација која што е континуирана и постојано се истражува за да може сето тоа да се надополнува и зголемува. Затоа и сертификатот консултант за доење со кој што се здобиваме не е траен. Значи, тој мора да се обновува. За да се обнови, мораш да ги слушаш сите тие едукации кои што се нови. Низ годиниве многу амбициозно, само иницијативно организирате бројни работилници, голем дел од нив беа бесплатни, голем дел од нив и онлайн за време на ковидот да им помогнете на мајките да влезат во процесот на доењето. Каков беше интересот од другата страна? Што најчесто ве прашуваа? Интересот е огромен. И за работилниците, и за настаните кои што се одржуваат за светската недела за доење, и за часовите за психофизичка подготовка на трудници. Иако во пандемијата јас малку бев скептик како ќе го изведеме сето тоа онлайн. Да, меѓутоа помина одлично. Дури можам да кажам дека тогаш имаше па и уште поголем интерес затоа што едноставно сите седеа дома, следеа по социјални медиуми. Да. Свекрви. Да, и бабите и свекрвите, најчесто и тие се тие кои што ќе ми се јават. Јас имам дома доилка, ве молам, ни треба консултација и така. Настаните по повод светската недела за доење ги започнавме токму во ковидот. Со Наташа од Доење со љубов и така малку скромно решивме дека би било добро па можеби и онлайн, би можеле да им помогнеме. И така еве стигнавме до ова 5-то јубилејно издание, кое што ќе се случува од денес па се до 7 август. А сега веќе во многу поголем обем со голем број на странски поддржувачи, на предавачи и сме многу горди на тоа што сами успеавме да стигнеме до еден ваков честитки за издржливоста. Гледам секој ден различна и многу богата агенда. Можеме накратко да ги упатиме сите оние кои што сакаат да се вклучат во приказнава? Да. Што се организира? Настаните со физичко присуство ќе се одржуваат 5, 6 и 7 август во културниот центар Јадро. Добро. Потребна е пријава на мејл snd.organizacija@gmail.com заради ограничениот број на места. И можам да кажам дека скоро сите места се пополнети, дури последно од вчера вечерта до Сабајлево, не знам дали има уште некоја пријава и дали има уште слободни места. Меѓутоа како и да е, место секогаш се наоѓа доколку има интерес и желба за било каква едукација. Истите настани, не сите, но дел од нив ќе се пренесуваат и онлайн. Значи има линкови на нашите социјални медиуми за сите предавања каде што ќе можат да се вклучат тие што сакаат да следат онлайн и сите ќе бидат пренесувани, нели, на нашите социјални медиуми за да можат и оние кои што се и надвор од Скопје да ги следат. Денеска на програмата е свеченото отварање и имаме гостинка, магистар Зорица Ковач, која што е председател на Хрватското здружение на консултанти за доење и на Здруженијето на патронажните сестри во Хрватска. Она ќе биде со предавање терапевтска масажа на дојките, а веднаш после нејза е мојата тема кои последици би ги имале од несоодветна масажа на дојки во лактација. Утре на програмата ни се магистер Силвана Николовска со тема лекови во доење кои може да се користат, а кои се контраиндицирани, и доктор Драгана Емел Марковска, Елена Джебар, која што е нормално психолог и ќе говори лично искуство на тема тандем доење. А задутре ние исто така ексклузивната докторка, гостинка, доктор Джина Вајсман, која што ни е од Израел и ќе говори на тема орални рестрикции, кои што ние веќе 5 години секоја година ги ставаме како тема на овие настани и сметаме дека треба малце повеќе да се посвети внимание колку тие орални рестрикции имаат нели влијание на развојот на доењето и лактацијата и понатаму на џвакањето, говорењето и се останатиот развој кај децата. За физичко присуство можеби местата се ограничени, но затоа има опција онлайн, па ќе ги поканиме и новите мајки, татковците, бабите, дедовците, пријателите, сите оние кои што како врзан систем апсолутно на поддршка се неопходни бидејќи цело еко го има се, нели? Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам и на вас за поканата.